Заменикот народен правобранител Вајска Бајрамовска на пресконференција констатираше дека споредбено со 2017 година, 2018 лани бележи намалување на повредите на човекови права за 7,60%. Драстично се зголемени дури за 60% повредите на правата на работен однос, поради дискриминација за политичка определеност. Во областа на работните односи за околу 60% е зголемен бројот на поднесени преставки од граѓани, кои најчесто бараа заштита поради повреда на правата во постапките за вработување, исплата на плати и други надоместоци, за распоредување на вработените, за престанок на работниот однос, во постапките по жалби, приговори и слично. Во оваа област констатиравме дека продолжува праксата на партиски реваншизам после спроведување на било кои избори. Во најголем дел граѓаните бараат заштита од дискриминација, како и заштита од мобинг на работно место. Покрај оваа поплака, социјално загрозените семејства велат дека социјалната заштита е далеко од реалните потреби на семејствата, а за тоа се напомена и нарушување на детското право. Се спомена и проблемот со враќање на имотите, за кои рекоа дека Уставниот суд се уште не преземал мерки. Кај станарите се појавува страв за тоа колкав дел од земјиштето ќе се приватизира за секој станар. Затворите и понатаму се со недостаток од медицински службеници, а и се зголемени преставките во областа на полициските овластувања. Исто така соопштија дека и натаму продолжуваат наплаќањата на бремените жени, на кои им беше ветено дека секој преглед ќе биде бесплатен. Општа констатација која произлегува од постапувањето во областа казнено-поправни установи и воспитно-поправни установи е дека нема позначителни промени во севкупните услови за сместување во затворите, нити во однос на здравствената заштита, исхраната, хигиенските и санитетските услови. Инаку биле примени 3458 представки во извештајниот период. Тие ги презентираа за изминатата 2018 година. Извештајот засега 20 области, а бројот на представки е двојно зголемен.